Мирјана Гркова. Да, тука. Горица Пеливанова Вилхем. Тука. Виолета Димитрова. Тука. Василка Древарова. Тука. Десна Георгиева. Тука. Кабрамов. Развигор. Митко Камчев. Тука. Анита Гиднова Каракутова. Тука. Крстич. Душица. Тука. Божан Каминова. Тука. Туни Нешковски. Тука. Драганчо Николов. Тука. Петар Николов. Тука. Нянски. Тука. Ристо. Тука. Јосиф Стојанов. Тука. Блаже Тасев. Тука. Пендафилов Никола. И тука и Лазар Триманджов. Тука. На седницата присуствуваат 19 советници, отсутни нема. Констатирам дека кворум за работа има и советот може полноважно да одлучува по предложениот дневен ред. Со решението за свикување на денешната седница доставени записник од 51-та седница на Совет на општина Кавадаци одржана на ден 29.1.21 година. Дали има забелешки по 51-та седница на Совет на општина Кавадаци? Ве молам кој е за усвојување на записник од 51-та седница на Совет на општина Кавадаци? Има ли против и воздржани? Нема. Утврдуваме едногласно 19 за. Констатирам дека е усвоен записникот од 51-та седница на Совет на општина Кавадаци. Со решението за свикување на денешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата, закажана за денес и тоа. Прва точка, предлог одлука за реализација на грант проект на општина Кавадаци во рамките на вториот проект за одобрување на општинските услуги. Втора точка, предлог одлука за кофинансирање на проектот изградба на фекална канализација за дел од урбан блок 18К и урбан блок 19К во населба Бел Камен. Трета точка, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за локален економски развој на општина Кавадаци за 2021 година. Четврта точка, предлог одлука за давање донација финансиски средства на Македонска православна црква Охридска архиепископија. Пета точка, предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за домашно долгорочно задолжување на општина Кавадаци за финансирање на проект градски пазар со подземен паркинг. Шеста точка, предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба во врска со судски предмет број 37/20 поведен пред Основен суд Кавадаци. Седма точка, предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба во врска со судски предмет број 39/20 поведен пред Основен суд Кавадаци. Осма точка, предлог програм за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности на општина Кавадаци за 2021 година. Девета точка, предлог програм за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на територија на општина Кавадаци. Десета точка, предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во општина Кавадаци. 11 точка, предлог програма за измена и дополнување на програмата за изработка на и донесување на урбанистички планови во општина Кавадаци 2021 година. 12 точка, предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари без надоместок на Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадаци. 13 точка, предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари без надоместок на Основно општинско училиште Страшо Пинџур Кавадаци. 14 точка, предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари без надоместок на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадаци. 15 точка, предлог одлука за примање и давање на трајно користење на движни ствари на јавна општинска установа Библиотека Феткин Кавадаци. 16 точка, предлог одлука со архивски број 02/168/3 од 9.2.2021 година за организирање на подружница број 1 донесен од управниот одбор на јавно предпријатие Комуналец Кавадаци. 17 точка, извештај со архивски број 02/326/1 од 27.1.2021 година за работењето на јавно предпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадаци за период од 1.1.20 до 31.12.20 година донесен од управниот одбор на јавен
на ЈП паркинг Кавадаци Кавадаци. Предлог 18 точка. 18, ова да не треба да е, Предлог информација. да не од 1 до 30-12 за цела Плана година. и извештај. 18 точка. Предлог информација со архивски број 03-674/1 од 10.2.2021 година, донесен од директорот на ЈП паркинг Кавадаци Кавадаци. 19 точка. Предлог со архивски број 02-38/1 од 28.1.2021 година за утврдување на максималниот износ на вредност на БОД за пресметување на платите на административните службеници вработени во јавна општинска установа детска градина Рада Поцева Кавадаци за 2021 година, донесена од директорот на истоимената. 20 точка. Предлог одлука со архивски број 02-38/2 од 28.1.2021 година за утврдување на максималниот износ на вредноста на БОДот за пресметување на плати на даватели на јавни услуги и на директорот на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадаци за 2021 година, донесена од директорот на истоимената. 21 точка. Годишен извештај на јавно предпријатие Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадаци за 20 година, донесена од управниот одбор на јавно предпријатие Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадаци за 20 година. 22 точка. Измени и дополнување на програмата за работа на ЈП за стопанисување со спорски објекти Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадаци за 21 година, донесен од управниот одбор на ЈП Јасмин. 23 точка. Предлог одлука за субвенционирање на ЈП за стопанисување со спорски објекти Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадаци. 24 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за утврдување на висината на БОДот за исплата на плати на административни службеници вработени во ЈП Јасмин Кавадаци, донесена од директорот на ЈП Јасмин Кавадаци. 25 точка. Предлог програма за активност на општина Кавадаци во областа на спорт за 21 година. 26 точка. Предлог заклучок за давање позитивно мислење по барање број 11/5 од цртица 263 од 16.10.2020 година за издавање дозвола за користење на вода од река Дошница, општина Кавадаци, за потребите на мала хидроцентрала Баров дол, доставена од Министерството животна средина, сектор води. 27 точка. Предлог заклучок за давање позитивно мислење по барање број 11/5 од цртица 1363/20 од 16.10.2020 година за издавање на дозвола за користење на води од река Дошница, општина Кавадаци, за потребите на мала хидроцентрала Папрат, доставено од Министерството за животна средина, сектор води. Согласно член 59 за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница со точка. Предлог одлука за давање согласност на закупецот за реконструкција, пренамена и адаптација на недвижна ствар на КП број 1243, катастарска општина Раец, собственост на општина Кавадаци. Согласно деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Дали има против и воздржани? Нема, едногласно за. Констатирам дека усвоен предложениот дневен ред да се дополни со точка број 28. Предлог одлука за давање согласност на закупецот за реконструкција, пренамена и адаптација на недвижна ствар на катастарска парцела број 1243, катастарска општина Раец, собственост на општина Кавадаци. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: одлука со архивски број 02-48/3 од 8.2.2021 година за отпис и расходување на ствари неупотреблива опрема на општинско основно училиште Димката Ангел Габер, село Ваташа, донесена од училишниот одбор. Согласно деловникот за произнесување за предложената точка на дневен ред, има ли против и воздржани? Нема, едногласно за. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 29.
Одлука со архивски број 02-48/3 од 8.2.2021 година за отпис и реконструирање на стари расходување на ствари неупотреблива опрема на општинско основно училиште Димката Ангел Габер, цело ватрешно донесена од управниот одбор на училиштето. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект. Согласно деловникот за произнесување за предложената точка на дневен ред. Има ли против и воздржани? Не. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 30. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 57/20 поведен пред Основен суд Кавадаци. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Има ли воздржани и против? Нема. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 31. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 57/20 поведен пред Основен суд Кавадаци. Дали има други предлози за измени и дополнување на досегашниот дневен ред? Досегашниот изменет дневен ред. Доколку нема, ваквиот дневен ред го ставам на гласање. Има ли против и воздржани? Нема, едногласно е усвоен дневниот ред. Одиме со расправа со точка број 1. Предлог одлука за реализација на грант проект на општина Кавадаци во рамките на вториот проект за подобрување на општествените услуги. Општинските услуги. Отварам расправа, колеги. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точно ја ставам на гласање. Има ли против и воздржани? Нема, едногласно за. Втора точка, предлог одлука за кофинансирање на проектот изградба на фекална канализација за дел од Урбан блок 18К и Урбан блок 19К во населба Бел Камењ. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Нема никој за збор, точка ја ставам на гласање. Има ли воздржани и против? Не, едногласно 19 за. Точка број 3. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за околно економски развој на општина Кавадаци за 2021 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој збор, одиме со гласање. Има ли против и воздржани? Нема, 19 за, заедно со амандманот. Точка број 4. Предлог одлука за давање донација финансиски средства на Македонска православна црква Охридска архиепископија. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, ја ставам на гласање. Има ли против и воздржани? Нема, едногласно 19 за. Точка број 5. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за домашно долгорочно задолжување на општина Кавадаци за финансирање на проект Градски пазар со подземен паркинг. Отварам расправа. Колеги, доколку никој не бара збор, кратко образложување од страна на градоначалникот. Повели градоначалник. Почитуван председател на Совет, почитувани советници, почитувани служби, почитувани сограѓани. По однос на точката 6, дополнување и изменување на одлуката за долгороčno задолжување на општина Кавадаци, сакам да информирам и јавноста дека со кредитот комерцијален кој што го обезбедивме од 118 милиона денари, тендерирањето на пазарот заврши во месец февруари почетокот. Изведувач веќе е воспоставен договор со изведувачот, поради тоа што самата проектна цена на пазарот беше 115 милиона денари, меѓутоа со ревидирање на проектот и со аукцијата која што имавме јавна со повеќе фирми, пошто имаше конкуренција за изградба на пазарот, што е добро за нас и за граѓаните за општината, цената се спушти на 102 милиона
денари, така да остануваат слободни средства од некои си 15 милиона денари. Со ова одлука, доколку ја донесеме и измена, тие 15 милиона денари нема да ги искористиме во целост, од прилика 11 милиона денари е целокупната опрема за целокупниот пазар. Тоа ќе се однесува на идно тендерирање за поставување на тезги на самиот пазар, соодветни тезги за продажба на овоше, зеленчук, радоградарски производи и во делот на млеко и месни производи, поставување на разладни витрини, фрижидери по касов стандарди и опремување на пазарот со потребна негова урбана опрема во делот на колички и боксови за роба која што треба да биде изложувана. Така да, доколку ова го ревидираме, со заштедата која што имаме добиено по однос на аукцијата, ќе ставиме нов тендер за распишување на комплетно упремување на пазарот кој ќе биде од големо значење и ќе имаме пазар по касов стандард. Благодарам. Благодариме, градоначалник. Се надеваме дека граѓаните ова позитивно го примаат. Убаво е. Одиме со 6-та точка на дневен ред. Предлог одлука. Се извинувам. Точката ја ставам на гласање. Дали има воздржани и против? Нема. Едногласно 19 за. 6-та точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба во врска со судскиот предмет број 37/20 поведен пред Основен суд Кавадаци. Отварам расправа. Никој нема разбор. Точката ја ставам на гласање. Има ли против и воздржани? А нема. Едногласно 19 за. Точка број 7. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба во врска со судскиот предмет број 39/20 поведен пред Основен суд Кавадаци. Колеги, отварам расправа. Нема никој збор. Ја ставам на гласање. Нема против и воздржани 19 за. Точка број 8. Предлог програм за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности на општина Кавадаци 2021 година. Отварам расправа. Никој нема разбор. Точка ја ставам на гласање. Дали има воздржани и против? Нема. Едногласно 19 за. Точка број 9. Програма за измени и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на територија на општина Кавадаци. Отварам расправа. Нема никој збор. Точката ја ставам на гласање. Дали има против и воздржани? Нема. Едногласно 19 за. 10 точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во општина Кавадаци. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Никој не бара збор. Точката ја ставам на гласање. Има ли воздржани и против? Нема. Едногласно 19 за. 11 точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка и донесување на урбанистички планови во општина Кавадаци 2021 година. Отварам расправа. Никој не бара збор. Одиме со гласање. Има ли против и воздржани? Нема. Едногласно 19 за. 12 точка. Предлог одлука за давање трајно користење на движни ствари без надоместо на Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадаци. Отварам расправа. Никој не бара збор. Точката ја ставам на гласање. Нема против и воздржани 19 за. Точка број 13. Предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари без надоместок на Основно општинско училиште Страшо Пинџур Кавадарци. Отварам расправа. Колеги, никој нема разбор, точката ја ставам на гласање. Има ли против и воздржани? Нема. Едногласно за. Точка број 14. Предлог одлука за давање на трајно користење на движни ствари без надоместок на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадарци. Отварам расправа. Никој нема разбор, точката ја ставам на гласање. Нема воздржани и против, едногласни сме сите за. Точка број 15. Предлог одлука за примење и давање на трајно користење на движни ствари на јавна општинска установа библиотека Феткин Кавадарци. Отварам расправа. Никој нема разбор, точката ја ставам на гласање. Има ли против и воздржани? Нема. 19 за. Точка број 16. Предлог одлука со архивски број 02-168/3 од 9.2.2021 година за организирање на подружница број 1 донесена од управниот одбор на
Јавно предпријатие Комуналец Кавадарци. Отварам расправа. Никој нема разбор, точка ја ставам на гласање. Има ли воздржани и против? Нема. Едногласно за. 17 точка. Извештај со архивски број 02/326/1 од 27.1.2021 година за работењето на јавното предпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадарци за период од 1.1. до 20 до 31.12.20 година, донесен од управниот одбор на паркинг. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Никој нема разбор. Точка ја ставам на гласање. Има ли против и воздржани? Колеги, нема. Едногласно 19 за. 18 точка. Предлог информација со архивски број 03/674/1 од 10.2.2021 година, донесена од директорот на ЈЕП Јавно предпријатие паркинг Кавадарци. Отварам расправа. За збор не бара никој, точката ја ставам на гласање. Нема против и воздржани, едногласни сме 19 за. 19 точка. Предлог одлука со архивски број 02/38/1 од 20.1.2021 година за утврдување на максималниот износ на вредност на бод за пресметување на плати на административните службеници вработени во јавна општинска установа Детска градина Рада Поцева Кавадарци за 2021 година, донесена од директорот на истоимената. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој, ја ставам на гласање. Има ли против и воздржани? Нема. Едногласно за. Одиме точка број 20. Предлог одлука со архивски број 02/38/2 од 28.1.2021 година за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на плати на даватели на јавни услуги и на директорот на јавната општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци за 2021 година, донесена од директорот на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој, точка ја ставам на гласање. Има ли воздржани и против? Нема. Едногласно 19 за. Точка број 21. Годишен извештај на ЈП Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадарци за 20 година, донесен од управниот одбор на ЈП Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадарци за 21 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој, ја ставам на гласање. Има ли воздржани и против? Нема. 19 за. 22 точка. Изменување и дополнување на програмата за работа на ЈП за стопанисување со спортски објекти Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадарци за 21 година, донесен од управниот одбор на истоимената установа. Отварам расправа. Одиме. Дали бара некој збор? Не бара. Согласање. Има ли против и воздржани? Нема. Едногласно 19 за. Точка број 23. Предлог одлука за субвенционирање на ЈП за стопанисување со спортски објекти Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадарци. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање. Има ли воздржани и против? Нема. 19 за. 24 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за утврдување на висината на бодот за исплата на плати на административните службеници вработени во ЈП Јасмин Кавадарци, донесена од директор. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој, точката ја ставам на гласање. Има ли против и воздржани? Нема. 19 за. 25 точка. Предлог програма за активноста на општина Кавадарци во областа на спорт и млади за 21 година. Отварам расправа. Не бара никој збор, ја ставам на гласање. Има ли против и воздржани? Нема. 19 за. 26 точка. Предлог заклучно за давање позитивно мислење по барање број 11/5/263 од 16.10.2020 година за издавање на дозвола за користење на вода од река Дошница, општина Кавадарци за потребите на мала хидроцентрала Баров дол, доставено од Министерството за животна средина сектор води. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање. Има ли воздржани против? Нема. Едногласно 19 за. Точка број 27. Предлог заклучно за давање позитивно мислење по барање број 11/5/1363/20 од 16.10.2020 година за издавање на дозвола за користење на води од река Дошница, општина Кавадарци за потребите на мала хидроцентрала Папрат, доставена од Министерството за животна средина сектор води. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој. Одиме со гласање. Има ли против и воздржани? Нема. 19 едногласно. Одиме со точка број 28. Предлог одлука за давање согласност
на закупецот за реконструкција, пренамена и адаптација на недвижна ствар на катастерска парцела број 1243, катастерска општина Раец, собственост на општина Кавадарци. Колеги, отварам расправа. Дали некој бара збор? Нема за збор, одиме со гласање. Има ли некој воздржани и против? Нема. 19 за. Точка број 29. Одлука со архивски број 02/48/3 од 8.2.2021 година за отпис и раскодување на ствари неупотреблива опрема на Основно општинско училиште Димката Ангел Габер, село Ватишка, донесена од училишниот одбор на училиштето. Отварам расправа, дали некој бара збор? Нема за збор, одиме со гласање. Има ли воздржани и против? Не. 19 за. Точка број 30. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект. Одиме со расправа, дали некој бара збор? Не бара никој. Колеги, со гласање, воздржани и против? Нема. Едногласно 19 за. Точка број 31. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање меѓусебните односи во врска со судскиот предмет. Број 57/20 поведен пред Основен суд Кавадарци. Отварам расправа, никој не бара збор, ја ставам на гласање. Против, воздржани нема, 19 за. Колеги, со ова се исцрпи дневниот ред. Градоначалниче, да немате некој повели градоначалниче. Ништо мене ми останува да се заблагодарам и на председателот и на советниците за конструктивната седница која што имавме и добрата претходна координација која што ги имат комисиите. Воедно да си посакаме добри денови. Еве да искоментираме малку Кавадарци во делот на пандемијата и заразени од COVID-19 е така на едно прилично високо ниво во државата. Уште еднаш сакам еве јавно и тука пред советниците, меѓутоа и граѓаните да повикам на укажувањето на мерките од Министерството за здравство да се поштуваат, да луѓето бидат малку по-дисциплинирани во делот на своите дружења, движења и користење на заштитни маски, пошто Кавадарци е по број на жители можеби прво од државата кај што имаме заразени, меѓутоа верувате дека имаме многу наши сограѓани, роднини, пријатели и познаници кои што тешко го поминуваат овој COVID вирус и во комуникација со лекарите од клиника и инфективна и хематологија од Скопје и други клиники дека Кавадарци стварно има доста пациенти заглавено. Ја би сакал ово што побрзо да помине, за да може да си ги заштитиме нашите прво и повозрасти, нормално и целокупно население и да бидеме подисциплинирани во делот на движењето, поготово угостителските објекти, нека биде порака ова за сите угостителски објекти, оние дружења на тинеџерите и на младите кои што ги имаме по викендици, по збиралишта, да бидат ограничени, да бидат дисциплинирани, поготово заради нивните најблиски, роднини, пријатели и така натаки, да можеме барем наредната недела две да се стави во мирување ширењето на заразата. Сакам воедно да кажам дека ковид болницата веќе е во завршна фаза. 36 легла, како што ветивме, ние како фирма и фондација Никола Јанчев, веќе инсталацијата централна за кислород е во завршна фаза, така да самото отварање на болница ќе има и централна станица за снабдување со кислород, али тоа е само една олестрителна околност за оние кои што се болни од ковид и за персоналот и медицинските лица. Дај Боже да не ја користиме и да биде што помалку искористена, меѓутоа тоа ќе зависи најмногу од нас. Времето кое што ни престои, ќе престојат и повисоки температури и поголема развиженост, така да мораме да се заштитиме едни од други се додека не стигнат вакцините и ова пандемија спадне на пониско ниво. Ако земеме во обзир дека на Струмица со речиси двојно жители од Кавадарци има по 4-5 заболени на ден, а ние имаме по 30-40, значи мислам дека проблемот е кај нас. Така да еден јавен повик за да можеме да го надмириме ова што полесно. Еве тука во делот на советот имаме двајца лекари, односно тројца меѓу тоа двајца кои што се и директно инволвирани во ковид центарот и
Една голема благодарност до сите лекари и со купниот медицински тим без разлика кој на кој одел работи за нивното залагање. Општина Кавадарци во неизните можности и ситуации сега стои на располагање на општата болница со проширена дејност да може да помогнеме во подобри услови за тие медицински лица и нормално нивна заштита, пошто ни се неопходни и најмногу требат во овој период. Уште еднаш благодарам, имате убав ден, па пристапувам на презентација. Благодариме градоначалник. Се надеваме дека апелот ќе се практикува од граѓаните. Со ова ја затварам ова седница, ви посакувам здравје. Денче, ова ти треба.